Добро дојдовте во студио на Нова. Стерилизацијата дефинитивно оди под јавно-приватно партнерство. Така одлучи министерот за здравство Венко Филипче. Реагираат од Асоциацијата за дезинфекција и стерилизација. Со мене во студиото е Анета Симоновска, дипломирана медицинска сестра и председател на асоциација. Најпрво реагирате Реагираме. на оваа постапка, зошто? Асоциацијата за дезинфекција и стерилизација на Македонија постои од 2009 година. Како асоциација се направија неколку школи за стерилизација, бидејќи се виде дека во нашиот образовен систем и во нашето здравство овој дел стерилизација реално не беше добро опишан и спроведуван и секаде во светот постојат здруженија кои што ја застапуваат стерилизацијата. Асоциацијата е здружение во која не членуваат само медицински сестри, членуваат и лекари. Од 2009 година ние правиме стручни настани за подигнување на нивото на стерилизација во Македонија. Реагираме затоа што објавата за јавно-приватно партнерство Асоциацијата за дезинфекција и стерилизација на Македонија ја дозна преку Facebook и преку порталите. Како здружение не бевме контактирани. Никој не ве викна, не ве праша за ништо, не ве консултира? Не консултира. Во текот на нашето постоење учествуваме на светски конгреси, светот не препознава како асоциација. Имаме луѓе кои што ја завршија школата по светски стандарди, по австрискиот систем на едукација за стерилизација. Имаме 40 луѓе кои што имаат сертификати во Македонија. Меѓутоа не бевме консултирани. Поднесовме барање до Министерството за здравство за состанок, како и покана за еднодневен семинар во делот стерилизација, бидејќи луѓето од болниците кога разбраа дека се припрема јавно-приватно партнерство, никој не беше информиран и нашите членови упатија до мене прашања дали јас сум запознаена и што ќе се случува во стерилизацијата во Македонија. За жал, она што јас го дознав од медиумите, не можев да дадам никакви одговори. Побаравме средба со министерот Филипче, не беше одреден термин за средба, меѓутоа од оправдани причини министерот не присуствуваше на тој состанок. Ние бевме на состанок со луѓето кои што го имаат припремено тендерот. Тендерската документација ја добивме, ја разгледавме и она што го видовме, свативме дека ќе настане многу голем проблем во однос на стручниот дел како е специфицирана тендерската документација. На што се однесуваат вашите забелешки? Нашите забелешки, да бидам појасна за... Да, поедноставно, да не би одела со стандарди и стручно. Да разберат, значи, што значи стерилизацијата? Ајде прво тоа. Што е стерилизацијата е апсолутен поим. Значи, ние не можеме да кажеме и ниедна болница во Македонија не може сега да каже дека нештото е стерилно. Значи, викаме дека нешто... Операциите не ни се безбедни ако не постои стерилизација. Ако не постои стерилизација, ништо не ни е безбедно. Значи, не само и операциите, и интервенциите, и да вадиме зап, и да вадиме страно тело од око, треба да имаме стерилен инструмент. Стерилизацијата не е само дефиниција. Кај нас, кога се зборува за стерилизација, се вели имаме стерилизатор. Репроцесирањето на хируршките инструменти од употребата во операциона сала до повторно враќање на повторна реупотреба во операциона сала претрпува голем низа на процеси. Секој овој процес, па и начинот како го ставаме инструментот во решетката со инструменти има многу големо значење за крајниот ефект. За жал, голем проблем ќе настане бидејќи за јавно-приватно партнерство во ваков дел во светот на државно ниво не постои. Има регионални центри. Јас сум за централизирање и правење на централна стерилизација, но да појаснам, централна стерилизација на ниво на клинички центар. Централна... Не на држава. Не на држава. Бидејќи во тендерската документација се вели дека ќе имаме 4 регионални центри,
2 во Скопје, од кои едниот е кажан дека ќе биде во јавно здравство, а за другиот се вели дека ќе биде по донесување на одлуката и може да биде и приватен партнер. Другите 2, едниот во Охрид, едниот во Кавадарци. Како ќе се врши тој транспорт? Значи се во ова, за да се направи една централна стерилизација, на ниво на клинички центар ќе зборувам, треба да се направи припрема и спецификација и таа припрема би траела највеќе од не помалку од 1 година. Бидејќи не може да се напише во техничка спецификација 4 стерилизатори. Какви? Не ви се имате забелешки значи на спецификацијата? Имаме забелешки на спецификациите, го имаме и записник од спроведување на техничкиот диалог во кој што македонските фирми поднеле до Министерството за здравство. За жал на одговорите се одговара дека тоа ќе биде по европските стандарди, но стандардот, да разбереме, има од до. Ние мораме да опишеме што бараме. За да добиеме квалитетен приватен партнер, ние на приватниот партнер треба точно да му опишеме што е потребно да направи. Тоа го нема во спецификацијата, Тоа не е специфицирано. Не постои анализа за Во Министерството на здравство ни кажаа дека до оваа идеја дошла по направена физибилити студија. Ја видовте ли? Не. Физибилити студијата Министерството за здравство треба да ја објави јавно, луѓето да бидат запознаени. На 23 март, кога правевме стручна средба во Континентал во Скопје, имавме 250 учесници и имавме анкетен лист колку здравствените работници, луѓето што работат во стерилизација, инструментарките се запознаени со јавно-приватно партнерство, бидејќи персоналот ќе влезе под приватниот партнер. Само 20 луѓе потврдија дека слушнале и тоа се тие 20 луѓе кои што се во управниот одбор на Сдруженијето, кои што ја видоа тендерската документација. Во асоциацијата се извинувам. Ако ја виделе. Добро, образложението на министерот е дека ќе се даде можност да се обнови опремата, приватниот партнер ќе вложува, ќе го има нели на располагање на 15 години, фондот ќе има подобра контрола, сега немале наводно добра контрола. Што мислите за овие? Најдобрата страна од се во ова е тоа што конечно се дојде до да се додирне делот стерилизација. Значи од се во ова јас ќе кажам да точно стерилизацијата во Македонија треба да претрпи измени, да се обнови. Треба да пазиме на болничките инфекции, треба да се обнови. Меѓутоа за прво тоа да го направиме, ние треба да како држава да ги превземеме европските стандарди, да го смениме нашиот закон за болнички инфекции, да направиме протоколи по кои ќе се отповикаме и што точно сакаме. Централизацијата на овој начин и со ваков тип, мислам дека ќе донесе до многу проблеми, бидејќи приватниот партнер тука ќе го почитува нашиот закон, каде што стерилизацијата е опишана во 2 листа А4. Описот на стерилизација е многу повеќе. За мене, бидејќи Македонија е држава која што реално набавува потрошен материјал за стерилизација, болниците набавуваат и стерилизација, стерилизатори, фала Богу. Македонија не е земја која што нема услови да направиме добри стерилизации. Меѓутоа, како што е во Германија, како што и во другите европски земји, и ние ги имаме истите брендови. Значи, ние го имаме Гетинге во Македонија, ние го имаме Белимед во Македонија, ние ги имаме Миеле, Шторц, Чиза, Олимпус, Еколаб, Шулке, сите светски фирми. И верувајте дека ние како асоциација имаме многу поддршка од фирмите. И секогаш до сега, кога сме побарале да дојде некој странски предавач, таа поддршка од фирмите ја добиваме. Значи, се во ова би можело да се направи, но централизирање на цела држава не. Нема никаде во светот. Каде е опасноста според вас? Постои ли опасност? Опасност постои, бидејќи во овој дел
Јавното приватно партнерство. Приватниот партнер ќе се грижи за репроцесирање на инструментите за повеќе кратна употреба, односно за луѓето, да бидам појасна, металните инструменти од нераѓосувачки челик, кои реално се наједноставни за репроцесирање. Во здравствениот систем многу поголем проблем во репроцесирање на инструментите се инструментите кои што се за поврзани со електрични уреди, комбинираните инструменти кои што се пластика, инструментите кои што одат на нискотемпературна стерилизација и борери, троакари, сите тие хируршки инструменти. За тие хируршки инструменти ќе биде одговорен јавниот партнер. За една операција ќе се користи мешовит состав на инструменти. Она што мене не ми е јасно. Во прашањата кои што ги поставиле фирмите, Министерството одговара дека сите болници ќе треба да стерилизираат кај приватниот партнер. Некој од фирмите доставил прашање што ќе се случува со постоечките стерилизации. Одговорот е дека ќе се затворат. Значи, тогаш, што правиме со постоечката опрема? Ако се затворат, каде инструментите кои што се на јавниот партнер ќе се стерилизираат? Но има и некоја информација дека во исто време, додека трае овој тендер, некаде при крај тендерот, некои од клиниките распишуваат тендери, односно тендери за стерилизација. Зошто? Како е можно тоа? Мислам дека не се доволно информирани директорите и болниците. Значи, тендери за нови стерилизатори се прават во моментов оваа година, колку што сум во тек. Има доста болници кои што веќе објавиле тендер, може би и ги добиле и ги затвориле. Исто и тендерот кој што е по болниците. И додека отпочне оваа постапка, година дена не верувам дека ќе може да се оспособи да може приватниот партнер да го превземе, болниците мора да стерилизираат. Но ако велиме дека ова го правиме за да ги намалиме болничките инфекции, премногу вака напишано до сега изгледа идеално. Тука се зборува дека приватниот партнер ќе донеси сетови за еднократна употреба, дека треба да врши дезинфекција на операционите сали, дека ќе донесе инструменти, меѓутоа вика на почетокот ќе ги користи постоечките. Мора да сме јасни. Клиниките во Македонија, па не само во Македонија и на Балканот, ако во денот правиме 10 операции, ние имаме 6 сета. За да направиме валидирана стерилизација и да издадеме стерилизиран материјал по европски стандарди, за еден хируршки сет е минимум 6 сати. Ако за 6 часа сетот го испратиме од хирургија од 4-ти спрат доле на стерилизација, може би за втора смена тој ќе може да се врати. Но ако го праќаме од Битола во Охрид, тука веќе настануваат многу големи проблеми. Тука е и превозот. Како тоа ќе се транспортира? Има ли опасност? Значи, како што кажав, во целокупниот циклус на деконтаминација на медицинските инструменти, нивна дезинфекција и стерилизација и како најмногу е ризичен и има многу големо влијание транспортот. Во тендерската документација се вика приватниот партнер треба да обезбеди возила не постари од 7 години. И тоа е она што нас не е прашање и што не плаши. Какви возила? Значи, луѓето кои што работат во болници знаат. Материјалот кој што е од операција, односно нечистиот материјал, не смее да се вози во иста количка, во ист лифт, во исто возило. Каде ќе се дезинфицираат и кој ќе прави? Има поставено и прашање дали ќе се прави валидација. Они спомнуваат валидација. Да, валидација е постапка, уствари контрола, каде што ќе дојде надворешно лице, кое што ќе не провери во сите постапки, не само апаратот, стерилизаторот дали работи добро. Дали е добар начинот на транспорт и чување на инструментите по завршување на операција, дали да ги чуваме суво, дали да ги чуваме влажни, кое е најминималното време
од завршување на операција до отпочнување на чистење на инструментите, па потоа пакување на инструментите, транспорт на инструментите, значи прашано е дали сите постапки ќе се валидираат, одговорот назад е вратен по европските стандарди. Значи, мислам дека поставување на вакво нешто за централизирање на една стерилизација треба да е на многу подруг начин. Точно да прецизираме што сакаме да купиме, за оној кој што ќе ни понуди да знае што. Да не можеме да се, бидејќи вака понудено, што и да понуди приватниот партнер, со нашите закони и со техничката спецификација направена, ќе биде прифатливо. Оние кои што продаваат и работат со стерилизатори, и те како ќе разберат дека не може да опишеме дека ни се потребни 4 автоклави. Или машина за стерилно затварање. Машина за стерилно затварање не постои. Постои машина за затварање на ролни, меѓутоа не стерилно. Тоа го пишува во тендерската... Тоа го пишува во тендерската документација. Затоа ние како здружение реагиравме. Ние би сакале, во дел во овие како здружение немаме право како асоциација, односно да учествуваме во... Кој бил во... консултиран? Имате ли информација при правење на тендерот? Кој го... На спецификациите, кој ги работа? Немаме информација. Од асоциацијата не бевме повикани и од луѓето кои што работат во централните стерилизации исто не беа повикани. Прво спомнувате дека треба да се донесат законски решенија, па после тоа да се... Да, законски решенија зашто? Затоа што законот е секогаш над. Секогаш кога се отповикуваме на нешто, се отповикуваме на закон. Треба да го промениме законот не само за намалување на болничките инфекции. Секогаш велиме болнички инфекции, но во неправилно репроцесирање. Јас сум инструментарка која 15 години работеше на клиниката за очни болести во Скопје. Ке кажеме, и она што најмногу ме разлути беше низок ризик, поделени се операциите по низок-висок ризик на... Да, може интервенцијата, но не и стерилизацијата. Кај стерилизацијата се вели дека или е стерилно или е нестерилно. Ако ги ставиме офталмолошките операции се во низок ризик во однос на смртност на пациенти и компликации, да кажеме. Меѓутоа, во однос на стерилизацијата, офталмологијата, неурохирургијата и офталмологија кои репроцесираат микрохирушки инструменти, треба да запазуваат најспецифични стандарди за дезинфекција и стерилизација. Да кажеме во Европа, дезинфекторот, машината која ги чисти инструменти, во таа машина не смеат да се перат инструменти травматолошки, не смеат да се мијат инструменти кои што се од абдоминална хирургија. За офталмолошки инструменти треба да се користат прион тест на стерилизатори кога се стерилизира, значи продолжено време на стерилизација 18 минути, не 33,5 минути, бидејќи микрохирушките инструменти споради својот изглед и специфика се најризични да пренесат инфективни белковини приони. Тоа министерот сигурно го знае, бидејќи работи. Сигурно го знае министерот, точно. Она што исто Дали овие работи ги има во спецификациите? Не. Само е напишано машина за миење на инструменти. Значи ништо. Ако ја земеме ендоскопијата... Ако е така напишано, значи приватниот партнер не е обврзан ништо повеќе од тоа. Ништо повеќе од тоа. Ве прекинав, сакавте да кажете што? Ја имаме исто и ендоскопијата. Репроцесирањето на ендоскопите е исто многу критично. И трае премногу. Значи треба јавните установи да набават точно поголем дел на инструменти. Меѓутоа, ако сега ние како здравствена установа и институција велиме дека немаме буџет и ни е потребен буџет од приватен партнер, како тогаш ќе може јавната институција да ја плати цената на приватниот партнер? Бидејќи сега стерилизациите, да појасниме, немаат валидација, кај нас во законот вели контрола на стерилизација, биолошка контрола еднаш месечно. Биолошка контрола во светот и во Европа се прави во секој циклус. Германија не користи хемиски и биолошки контроли во процесот на стерилизација, но има валидација. Валидацијата може да каже да. Што значи тоа? Не, валидацијата е постапка која што ќе ги исконтролира сите наши работни задачи, ќе направи стандардни оперативни процедури и ќе ни каже дека ова треба да се мие така, со таа четка, такви ракавици
и да не се од тоа менува. За стерилизаторот точно ќе се назначи колку килограми може да се внесат инструменти, како да бидат наредени, за да се гарантира дека на крај ќе се излезе со стерилизиран материјал. Бидејќи ваквите грешки грешки донесуваат премногу лоши исходи. Она што во моето работење еднаш еден хирург во операциона сала го каже и тоа го запамтив и се уште ми е водечко, се вели ако брзаме во операциона сала да направиме нешто побрзо 5 минути, тоа значи дека потоа пациентот ќе го имаме 3 месеци во амбуланта. Значи нашето кратење или нешто ова сега нема да го поставам вака, ќе го поставам вака затоа што брзам, е исход кој што може да дојде до незатварање на рани, болнички инфекции се незатварање на рани, црвени очи. Значи сето тоа што ние ќе го прескокнеме во процесот на стерилизација, кај пациентите ќе биде продолжено во лекување и со антибиотска терапија. Зашто на почеток ги реков и законот? Европа во операциона сала на операција може да влезе хитен пациент, само хитен пациент во кој со загрозувачки живот и да се внесе во операциона сала. Останатите операции пациентот мора да донесе извештај дека нема ХИВ, дека нема хепатит Б, хепатит С и вирусни болести. Со тоа што ние да го штитиме пациентот од болнички инфекции, но сите оние кои што работат во операциона сала, верувајте, не постои човек кој работи во операциона сала или здравствен работник кој што кога ќе настане критична ситуација заборава на себе. А Европа ги штити здравствените работници. Кај нас не сме заштитени. Секако ќе се погрижат и за тие пациенти, но си постојат процедури како да се прават тие операции. На нашите работилници добивам прашање како треба да се репроцесира инструментот кога знаеме дека пациентот бил хепатит Б. Има хепатит Б. И многу се греши, инструментите се оставаат потопени цел ден во дезинфекционо средство. Точно дезинфициенсите имаат протокол колку време треба да стои инструментот. Оставањето на инструментот 2 сати, 5 часа и 10 и 12 часа само му прави штета на инструментот. Но во стерилизацијата ние со секој инструмент треба да се однесуваме како да е заразен. Не постои помалку чисто или нечисто. Овој модел го имаше и во Албанија, се покажа како неуспешен. Таму беа 2 фирми, една албанска, една италијанска. Ми се чини дека истите фирми конкурира и тука. Имате ли некакви сознанија што се случуваше таму? И кои се тие фирми? Она што е, кој се точно назив на фирмите не можам да кажам, бидејќи тоа го проследив преку социјалните мрежи и го сознав. Она што јас го знам, бидејќи имам посетено Албанија, која е земја која што сега сака да го подигне нивото на здравство, луѓето точно не се задоволни и овој проект не е отпочнат. Настанати се многу проблеми, бидејќи што мислам дека истото ќе се случи и кај нас во моментот кога ќе треба да се потпишат договорите меѓу болниците и приватниот партнер, компликациите кои ќе доведат. Ние секогаш се повикуваме на Европа, меѓутоа Европа и ние сме многу различни. Зашто не успеало во Албанија? Мислам дека затоа што и кај нив бил направен тендерот на некој сличен начин, точно се и не детално опишано. И тука ќе влеземе и ние како држава во проблем. Бидејќи верувам дека Министерството за здравство ќе сака да се ги заштити да го заштити јавниот партнер и здравствените работници. И како здравствените работници треба да бидат заштитени. Тоа не значи да не помислат луѓето дека ние се штитиме па сега што е со пациентите или не. Секој здравствен работник треба да знае кои му се одговорностите. Но за тие одговорности треба да биде и едуциран. Треба да добие стварно идеални услови. Но ако не се добијат идеалните услови, во вака напишано, јас не гледам дека би можеле да се добијат. И нејасно е напишано. И неинформираноста на медицинскиот персонал, поготово на сестрите во операциони сали и луѓето што работат стерилизација е исто голем проблем.
Таму ми се чини се води и некаква истрага. Мислам дека настаната е смртност и тука се води сега истрага одговорноста кој ќе ја превземе. Дали ќе ја превземе приватниот партнер или ќе ја превземе Министерството за здравство. Тоа е и суштинското прашање. Чија е одговорноста за тоа што мора да се внимава при носење на вакви одлуки? Кај валидирана стерилизација, може стерилизацијата да се огради и да каже, доколку е направена по стандард, и да каже дека нашиот сет до моментот во операциона сала е стерилен. Потоа следи асептичното работење. Во овој тендер е исто спомнато дека ќе се врши и дезинфекција на операционите сали. Да сме јасни, да, во светот постои дезинфекција на операциони сали, постои и кај нас. Меѓутоа постои и стандард за валидирање на систем, односно климатизација во операциони сали laminar flow. Што значи дека струењето на воздухот во операциона сала над оперативното место ќе биде најголемо, на страна најмало, со тоа што нема да дозволи шетање на микроорганизмите. Имаме користење на централни операциони сали кои што се затворени, операциони сали кои што се стварно стандардизирани. Кај нас ќе дојдеме во ситуација приватниот партнер ќе каже дека он издал стерилно, со својата валидација и докази тоа ќе го покаже, и ќе потпаднеме проблемот на јавното здравство, односно на асептичното работење. И тука не верувам јас дека приватниот партнер ќе сака да ги плати парите кои што ќе треба да ги добие пациентот кој што ќе тужи установата. Мора да сме јасни, она што ме изненади, јас дадов изјава на 23 март дека сум изненадена за јавното приватно партнерство. Очекував дека ќе не контактираат повеќе од Министерството за здравство, дека ќе се јават луѓе кои што се директори на болници. Мене најмногу ми хирурзите кои што се исто така многу засегнати со целата. Мене најмногу ме контактираа адвокатите. Бидејќи, да сме јасни, веќе луѓето премногу читаат. Со се во ова луѓето се будат дека нешто не е во ред. Не можеме да манипулираме. Значи, ако адвокатите решат, тогаш многу лесно може да се докаже каде е вината. И јас верувам дека приватниот партнер ќе се брани и нема да сака да плаќа штети. И тука ќе настане проблем. Бидејќи се вели во конкурсната документација дезинфекција на операционите сали. Кога разговаравме во Министерството, добив впечаток дека они мислат на машини кои што се за дезинфекција на простор. Да, постојат машини за дезинфекција на простор кои што реално се добри бидејќи пенетрираат и во длабочина. Значи пенетрираат и во перници и во душеци, но таа машина работи 2,5 часа минимум и во просторијата не треба да има, значи не треба да има пациенти. Тоа значи може да се направи по завршување на целиот оперативен програм, но измеѓу операции тоа не може да настане. Добро, повеќе од јасно е дека нас ни треба усовршување на овој дел. Нас не треба. Треба да се подкрене овој дел, да се усоврши. Точно, да. Предпоставувам, вие сте за тоа да биде во делот на јавното здравство, да се усовршува. Да биде во делот на јавното и едукативно здравство. И со опрема. Приватниот партнер секако доаѓа заради интерес. Веројатно ќе има профит. Сигурно. Кој е профитот во овој случај? Дали на ваков начин можеби цените на услугите ќе се качат во фондот? Затоа што тој мора да има заработка. Кој е неговиот интерес? Ќе вложи, ќе купи опрема, кој е интересот? Онако купи опрема и ако вложи, секако дека он во овие 15 години ќе сака да заработи. Но тоа на кој начин ќе заработи од стерилизација? Затоа е прашањето и малце. Сегашните цени за стерилизација се многу ниски. Значи тие ќе мора државата ќе мора да дава повеќе пари. Зашто тогаш да направиме нешто што е централно и ќе имаме монопол од само една фирма која што ќе работи, а не го направиме да биде секоја болница централна стерилизација, бидејќи веќе има опрема по болниците. Само тоа треба да се направи реконструкција.
Таа реконструкција не може да биде денес, ни треба, дајте план како треба да изгледа стерилизација. Значи мора да се повикаат инженери, мора да се повикаат луѓе кои што сето тоа која го е работат. вашата порака вака за крај? Нашата порака за крај е До надлежните. до надлежните дека треба да направиме измени во законот, да не повикаат нас како асоциација стручна. Од наша страна би добиле поддршка и контакти со Светската федерација за стерилизација. За мене мислам дека ова многу полесно ќе беше, доколку претходно ја видевме како е направена таа feasibility студија. И јас искрено мислам дека најдобро би било да се поканат сите фирми кои што работат во Македонија, кои што продаваат, сите они да дадат проект, изглед како тоа може да се направи, па потоа ние како држава да одбереме што највеќе ни одговара, за да добиеме квалитет, да добиеме сигурност. Бидејќи се вели материјали за пакување. Материјали за пакување имаме многу. Точно треба да знаеме што ни е потребно. Она што светот го прави, го прават финци, го прават низоземци, го прави Франција, го прави Германија. Во Германија и нашите доктори, ние како здравствен персонал, јас имам диплома, дипломирана медицинска сестра, специјализација за пишана инструментарка во Битола, но јас во Германија нема да влезам во операционен блок. Јас и со моите сертификати за стерилизација, верувајте ги имам доволно. Јас не можам да работам во стерилизација во Германија. Германија мене ми вели, треба да положиш испит во Роберт Кох. Се штити. А ние како држава не се штитиме, ќе дозволиме да дојде странец, кој што ќе ги почитува нашите закони, а нашите закони се минимални, и ние му даваме на тацна направено нешто во кое за народот да бидам поразбирлива, велиме ни е потребно возило. Сега возило е и Фикјо и Мерцедес. Но сигурноста во Мерцедес и во Фикјо не е иста. Така и со стерилизацијата. Напишано е стерилизатор. Стерилизатор треба да се знае колку стерилни единици, пролазен, не пролазен. Исто нешто што е многу. Вика минимум 450 метри квадратни за 4 центри. Треба да обезбеди. Клинички центар Ребро би сакала да проверат. Стерилизацијата на Клинички центар Ребро е 2000 метри квадратни. А ние сакаме со минимум 450 метри квадратни да задоволиме стерилизација за цела наша држава. Исто, луѓето кои што работат во стерилизациите треба да бидат обавестени и точно да се знае под кои услови и која плата ќе ја добијат. Минималната плата знаеме која. И feasibility студијата да не биде тајна. Feasibility студија да не е тајна. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата.